Добро, коче бидите спремни. Денеска, како што знаете, е светскиот ден на водата и од тие причини неопходно е да го потенцираме значењето на овај ресурс неопходен за живот на луѓето, особено ако знаеме дека само 1% од вкупните количества на вода во светот се вода за пиење. Од тие причини неопходно е економично да стопанисуваме со истата. Светските експерти, односно експертите на Обединетите нации, предвидуваат дека до 2025 година 2/3 од луѓето на планетата Земја ќе почувствуваат недостиг на вода за пиење, а до 2050 целокупното население на нашата планета ќе има проблеми со недоволно на количество на вода за пиење. Општина Плев заедно со јавното комунално предпријатие во наредниот период планираат да обезбедат доволно количество на вода за граѓаните на Плев, квалитетна вода, пивка вода за пиење. Имаме тенденција на промена на дотраената стара азбестна мрежа со нова полиетиленска, меѓутоа, во исто време морам да напоменам дека јавното комунално предпријатие набрзо ќе биде опремено со најсовремената техника заради намалување на губитоците на вода, без разлика дали се работи за губитоци заради девијации во водоводната мрежа и дефекти или се работи за кражба на вода. Истовремено, апелирам до граѓаните, водата за пиење да не ја користат за технички потреби, за наводнувања, да не ја испуштаат непотребно, односно истата да ја користат за задоволување на потребите за кои што водата за пиење е наменета. Симбиоза треба да постои, разбирање, соработка помеѓу јавното комунално предпријатие водовата канализација и граѓаните на град Плев во насока на подобрување на услугите кои што ги дава јавното комунално предпријатие кон граѓаните и истовремено разбирање на граѓаните за работата на јавното комунално предпријатие и штедење на количествата на вода. Каква е годинава? Губитоци и кражби на вода и колку и дали штедат во што се заречено? Во овај момент повеќе од 50% од водата за пиење е неприходована. Дел заради кражби, дел заради дефекти. Во светот имаме трендови во кои што не разбираат кога ќе им кажеме дека некој не плаќа вода, дека се расправаме со наплатата. Современите европски држави во стартот во јануари месец паушално наплаќаат на сите оние кои што имаат кориснички договор од граѓаните и во декември еднаш ги отчитуваат водомерите и знаат дали треба дополнително да наплатат или да вратат. Напорите им се во намалување на губитоците на вода, во техничко опремување на предпријатието и така натаму, додека кај нас се уште голем дел од енергијата трошиме како да ја подигнеме свеста на граѓаните за водата за пиење, особено заради тоа што реков во наредниот период, верувајте, таа ќе биде исклучително скап ресурс заради тоа што се претпоставува дека заради енормното зголемување на населението, глобалното затоплување, ќе имаме недостатоци на вода за пиење во периодот кој што престои. Не само во Македонија, зборувам за светските трендови. Сметките ова лето, конкретно за овој Прилеп, имаме ли проблеми со водата? Не, со водата за пиење ова лето не очекуваме никакви проблеми, заради тоа што издашноста на Студенчица е во постојан пораст. Имам недобра година, имам недоволно врнежи на снег, снеговен изворот на Студенчица. Колку повеќе снег во текот на зимата наврни, толку поголеми количества на вода и ќе може Студенчица да ни доставува, односно континуирано издашност на Студенчица ќе биде стабилна. И уште докаде реконструкцијата спомнавте дека се уште трае тоа промената на азбестните? Поприлично бевме окупирани со други действија во периодот кој што предстоеше. Спроведуваме проект за набавка на географски информатички систем, набуваме техничка опрема современа. За 3-4 месеци имаме целосен подземен катастар. Секоја цевка од мрежата со која што ние стопанисуваме, без оглед дали се работи за водоводна, атмосферска или канализациона мрежа, ние ќе ја знаеме. Исто така, презедовна пречистителна станица. Целокупниот процес се уште не е заокружен околу превземањето, обезбедувањето на целокупната документација за испуст,
договорите со Министерството за финансии, со Министерството за транспорт и врски, животна средина, складирањето на токсичната тиња или мил кој што останува и така натаму и така натаму. Меѓутоа оваа година веќе можеме да се насочиме кон промена на дотраената мрежа со нова полиетиленска, дотраената азбестно бетонска мрежа. Процентуално барем. Па имаме околу 85 км променета од вкупно 240 и некој километар. Како може да заштедиме вода 30%. кога поголем дел од образовните институции нема техничка вода за одржување на хигиената? Значи ли тоа и по големи сметки за вода, за истите? Водата се плаќа од кубен метар. Колку ќе потрошите, толку вода ќе платите. Ние имаме водомери, не плаќате паушално вода, онолку колку што ќе потрошите, толку и ќе платите. А како се обезбедува техничка вода? Апсолутно со ископ на бунари. Се изработуваат соодветни проекти, се обезбедуваат финансиски средства и се обезбедуваат количества на вода која што е за технички потреби, односно не е пивка вода. Јавното комунално предпријатие нема дејност да обезбедува техничка вода. Јавното комунално предпријатие има дејност да дистрибуира пивка вода за пиење до правните лица и до домаќинствата на град Пилеп. И тие 50% и кражбата и губитоците, така? Неприходованата вода. Значи водата која што не ја наплаќаме, се вкупната вода која што ние не ја наплаќаме. Значи ако купуваме 240 литри во секунда и дистрибуираме, наплаќаме околу од 100 до 120 литри во секунда.